Возможно, само во Македонија за власта опозицијата била крива за европското фијаско. Ова ни го порача министерот за надворешни работи Бујар Османи. Иако СДСМ и дуј на власт се веќе 7 години, не биле тие виновни за негативните оценки од Европската комисија, пред се во однос на правосудството и корупцијата, туку опозицијата била таа која блокирала во собранието, па поради тоа сме добиле ваков лош извештај. Значи во една каузална терапија го лекувате проблемот, а не симптомот. Ова што гледаме како детектирани слабости се симптоми на една причина. А причината е политичката поларизација, односно обидот да се ставаат партиските интереси над државните интереси. Гледате дека све е она што се вика zero sum game. Мора јас да добијам све, други, и на штета и на државата. Од опозицијската ВМРО ДПМН велат дека со овој извештај се докажува дека лажни се изјавите за фокусот на европската агенда на СДСМ и ДУИ. Порачуваат дека оние кои се нарекуваат Европски фронт добиле порака дека кај нив има непосветеност кон системското имплементирање на препораките на ЕУ. Потенцираат дека се забележува за прекумерна употреба на брзата постапка и европското знаменце во собранието, за состојбите во правосудството, борбата со корупцијата, како и дека се забележува за злоупотреба на јавните набавки и договори склучувани во 4 очи. И наместо владење на правото, имаме владење на самоволието. Наместо силна реформа, имаме уназадени институции. Наместо напредок, имаме порази. Власта на СДС и ДУИ е разобличена. Проблемот зошто Македонија не почнува преговори не се штетните договори или пак промената на уставот под нечи диктат, туку затоа што државата не е средена, не е вистински реформирана и затоа што наместо право и правда владае власт заглавена во криминал и корупција. Околу овој извештај на Европската комисија став побаравме од владеачката партија СДСМ, но до стартот на овие вести од таму не добивме никаков одговор.